Добро вечер. Ова е второто издание на емисијата Лица, кој вечерва повторно ќе има еден гостин. Гостинот кој некогаш се викал Елена Ристевска, а денеска се вика Алекс Ристевски. Добро вечер за Алекс. Добро вечер. Како сме? Супер. Ќе преживееме? Ќе преживееме. Ќе си зборуваме како да сме излезени некаде? На кафе. Така е, повели. Фала. Уште еднаш добро вечер за Алекс. Добро вечер. Само една единствена, се надевам доволно провокативна реченица кажа во најавата дека некогаш Елена, денеска Алекс. Што значи тоа? Тоа значи дека сум на пат на потврдување на родот. При раѓање, нели, како на сите нас, ни погледнуваат во гениталиите, одлучуваат дали сме машки или женски, тоа го запишуваат. Но како растеме, не сите се вклопуваме во тие некои рамки, затоа што ја запишуваат го запишуваат полот, меѓутоа со тоа си одат и некои очекувања. Ни ги формираат однесувањата, начин облека на кој што ни купуваат, вака треба да правиш, така треба да правиш, но како растам се развивам во малку поинаков правец. И откако се открив, откако најдов збор што ме дефинира, што можам да си го објаснам што е тоа што ми се случува. И живееш поинаку. Живеам поинаку. Живеам автентично на тоа што сум и неодамна одлучив да го сменам името за да се чувствувам поисполнето и да бидам јас. Интересни детали има во твојата животна приказна, почнувајќи од детството па до моментот за кој што пред малку кажа, кога си го менуваш и собственото име во личните документи. Но за да одиме со ред, ќе се вратиме некаде во детството, за да дојдеме до себе откривањето. На какво детство се сеќава Алекс? Не на најубаво детство. Како знам за себе, булинг, такви работи, секогаш одскокнував од таа некоја зацртана нормала нели во општеството. Секогаш се издвојував многу повеќе. Тогаш немав збор за што е тоа што ми се случува, но откако открив ми се поклопија сите коцки за начинот на кој што функционирам. Како растев, сега не знам точно од која возраст, се сеќавам на сите можни игри што сме ги играле, знаете како деца кога сме мајка, татко, дете, кога земаме улоги во тие игри, секогаш ги одбирав машките улоги, секогаш се поистоветував во нив. Само не знаев тогаш дека можам да бидам тоа понатаму во животот и многу ме радува што го открив тоа. Си носи тоа некои своји потешкоти, меѓутоа слободата е многу битно чувство. Што друго? Сваќањето дека не се чувствуваш пријатно. Да, знаете, собствената кожа што се вика. Кога доаѓа тоа сваќање? Пубертетот, мислам дека кога почнуваат да се развиваат оние да растат гради, да се сеќам тогаш почнав да се носам широко, почнувам да го кријам тој дел. Пубертетот е најтешкиот период. Бидејќи тогаш се оформуваме, се добиваат оние второстепени карактеристики. Растат гради, например кај транс жените што се нив гласот им мутира и многу други работи. Сега не знам точно што све, меѓутоа тој период така. И исто тежок период ми беше кога идам сега малку напред, кога открив дека сум транс, кога најдов дефиниција за тоа што сум и кога пробував да се коригирам. Кога пробував да се облекувам како женско, треба да се уезбилам веќе, немам веќе 15 години, имам 20 и нешто години, треба животот да си го средам. Тие ми биле најтешките периоди кога едноставно се соочувам со тоа што го имам, меѓутоа не го доживувам како треба да бидам.
напротив, баш Тоа е веројатно уште еден обид да бидеш тоа што Се пишува очекува. во личната карта, Да, и нели? што се очекува. Елена Ристевска, пол женски. Да. Така. И да ги исполнам очекувањата кои што се нели тие корекции, облечи се во тесно, заличи на девојче, види како ова смркната ти стои, на што личи, што Так, сите тие. ќе дојдеме до тој период малку по детално. Бидејќи има навистина интересни моменти за тоа како се гледаш во огледалото, а не можеш да се видиш практично. Да. Малку да се вратиме некој чекор назад. Велиш растена во една скопска населба и за да стигнеш и до автобуска станица и воопшто за да бидеш во малото, поминуваш покрај 2 или 3 средни училишта. Да. Значи поминува девојче кој што е облечено како момче. Сега зборуваме за пред некои 10-15 години, ако не се лажам. Да. И тука се случуваат многу дофрлувања. Да, се случува многу провокации. Се случува таму, се случува во автобус, ми се случувало кога влегувам во продавници, кога ќе искочам коментари, па ова не било машко или невкусни дофрлувања. Во автобус еднаш кога во школа, средна школа бев, и имав слободна карта и контролата ја гледа, ме гледа мене. Сега мене не ми е срам, меѓутоа на 16 години мене ми било со други чувства се носам. Гужва во автобусот, ја гледа лично слободната карта, мене ме гледа. Ти си сигурна ова? Потонав во земја. Такви изложувања пред толку луѓе, тој срам што го имам доживеано тогаш и многу такви ситуации, мислам дека и ден денес ми влијаат на како си имам развиено. Да. Секој таа јавно покажување со прст, види го ова, што е ова, види го ова, како да не сум човек, туку како да сум некој објект и како чека ќе ни помине денот, ние ќе се позафркаваме со ова, ќе се насмееме. Мислам, буквално тоа се случува од како знам за себе. Добре, еве, ова случка со контролоров конкретно покажува практично со прст пред сите тие луѓе на тебе. Велиш, најголемиот срам го доживувам тогаш и што правиш? Ништо, потонувам во земја. Од тој момент ништо, само се здрвив буквално, една блокада пред себе и вака. И чекав само чекава се симнам од автобусот, затоа што се осеќав ужасно. Дали некогаш врати на некој од коментарите со твој коментар? Скоро почнав тоа да го правам. Се возев автобус, имаше некој позади седев на седиштето, што го избегнувам тоа максимално што можам. Седев таму и со слушалки на уши, ама тивка музика и ги слушам момчиња вака стојат и коментираат. Значи, викам, ве слушам што зборите цело време. Почнав да одвраќам затоа што се прифатив себе си. Кога бев 15-16 години, кога не знаев ни што ми се случува, се чувствувам поразлично од другите, ми било многу потешко, но сега знам што сум, се прифаќам, имам обкружување кое што ме прифаќа и каде што можам јас да се изразам себе си и каде што ме почитуваат. Не сите, меѓутоа имам дел од луѓе кои што И сето тоа денес ти дава повеќе сила да некому и вратиш и прекориш ако треба и да му кажеш како што не гледам поента дека слушаш што зборуваат. Не гледам поента во тоа да се расправам, меѓутоа да давам до знаење дека не се плашам од твојот коментар. И стегуваш сум за тоа да има отворена, смирена дискусија, колку знаеш, не сакам толку да земам дефанзива, меѓутоа ако го доживам како атак без нека, како да кажам, со нека лоша намера, тогаш дефинитивно кажам на тоа дека приметувам што преш. Не се карам, меѓутоа... Кога забележа прв пат дека, поточно, на кого прво му кажа дека се чувствуваш како трансродов маж? Прво ја кажав на другарка ми, многу ми беше срам. Она дефинитивно ме прифати, мислам дека имаш и знаење за тие работи. И вика, кажи ми како да те викам. Имаш ли ме? Викам, не ти кажам, срам ми е многу. Премногу ми беше срам и не ги дозволував да ми се обраќа ни во машки род, ни по името кој што го имав избрано, тогаш беше друго име. Баш после може да кажам и како го одбрав ова име. Ќе кажем тоа. И кажа на другарката и? Да, и ме прифати, меѓутоа ми требаше многу долго време да се навикнувам
да ја направам таа транзиција внатре во себе си, да се прифатам дека јас сум еден нормален човек кој што малку поинаку го искусува сопствениот родов идентитет, поинаку се изразува, меѓутоа тоа не ме прави помалку човек од останатите. Затоа што јас сум човек со многу други интереси. И реакцијата на другарката која беше? Најпозитивна, почнав да што ние сме најдобри другарки. Да, имам израснато од деца и кажи ми повеќе. Како да ти се? А имаше ли едно знаев или не? Кога ја прашав како, ми вика па не ме чуди. Некако знаев, меѓутоа не ме чуди. Од како те знам, ти си цело време со капчиња позади, ушироко, дуксери, секогаш листата на брат ми ги носев, широки, тренерки, цел живот така. Добро, значи првата препрека, не е препрека туку, препрека пред себе си да кажеш некому, ја поминуваш со тоа што ти кажуваш на најдобрата другарка, и потоа каде или како доаѓа на ред семејството? После не многу долго време после тоа, се сеќавам дека уште живеев на истото место под Кирија со татко ми, знам дека му кажав на татко ми. Коментарот на татко ми беше: дете, бега од државава затоа што тука немаш еднина со тоа. Никаков проблем од негова страна. За да појасниме малку, бидејќи го спомена само татко ти, а не мајка ти. Мајка ти починува кога ти имаш 21 година, тоа е пред отприлика 7-8 години, така, кога не се лажам. Значи мајка ти не ја дознава. Не. Оваа твоја приказна желба или интимен свет. Но дали предпоставувала, што мислиш? Она долг период пробуваше да ме коригира во начинот на кој што се облекувам, ама се сеќавам на еден многу бав момент, пошто ја цело време широки панталони со многу џебови. Идеме низ Бит пазар и гледа ни панталони, ни смркнати, ни со џебови, вика леле, вие многу повеќе ти стеат. Тој момент од нејзина страна го доживувам денеска како прифаќање дека јас сум тоа што сум, не правиме муабет за родов идентитет или нешто, правам муабет за изразувањето како јас се носам. И ден денес тој момент го памтам и ми е многу драг. Ми купувале нели други облеки и такви работи, меѓутоа ова го доживувам баш како момент на прифаќање дека јас сум тоа и дека не може да го смени нештото. Што е со љубовниот живот или со, не знам, симпатии кои можеби си ги имала на таа возраст од 15-16 години? Кој ти се допаѓа тогаш повеќе? Мажите или жените? Мислам дека мажите, затоа што тогаш најверојатно бев и делумно хомофоб, пошто ги слушам другите велат дека тоа не е во ред и ја не дека се замарам, дека треба тоа да го мразам, меѓутоа поткликнувам на размислувањата на другите. За кога го открив негде на 19 години дека вау, мене и женски ме привлекуваат, малку се изводив од памет искрено. Така да се идентификувам како бисексуалец. Моментално сум во врска со дечко. Тоа исто бидно што се сеќавам на еден коментар, нема да не именувам, значи ти сега се оправи и сега си хетеросексуалец. Викам, не, само сум во врска со маж. И тоа е тоа, не ме прави ни... Едноставно сум би. Да, тоа малку збунува ако си нели жена во машко тело или трансродов маж, некако по некоја логика е дека треба да бидеш во врска со жена. Таа логика е градска логика сега. Да. Некоја логика која некоја книга ја кажува дека мора биде така. И моментот да си во врска со маж нели зачудува. Да. Тогаш некој се праша, па добро, значи ти понатаму се чувствуваш како жена. Да, баш онака беше тоа и конечно се управи, меѓутоа тоа што јас би сакал луѓето да го разбера дека родовиот идентитет и сексуалната ориентација се две различни работи. Баш онака има еден цитат кој што вели родовиот идентитет е како кој или која идеш во кревет кога ќе си легнеш да спиеш,
А сексуалната ориентација е со кого одиш во кревет. И тие две работи не се поврзани едно со друго. Родовиот идентитет е внатрешно доживување на себе си, а сексуалната ориентација е кон кого ја чувствувам атракција, кој ме привлекува. Како изгледа да живееш со таа борба во себе и надвор од себе? Со тоа што ти е идентитет и со тоа што ти е ориентација, ако се две спротивни работи. Едино нешто што мене ми било тешко е што јас сум во врска со хетеросексуален маж и каде што таа врска трае веќе 6 години. Проблемот е што овие работи не се нормализирани во општеството и ние се пронаоѓаме подоцна, пробуваме самите да се оправиме и да бидеме нормални по она што е, нели, што се третира како нормално. Меѓутоа, после е потешко. Треба да се прават компромиси. Ја не сакам да почнам хормонска терапија, меѓутоа, доколку сакам да почнам хормонска терапија, врската тука ќе заврши. И тоа е проблемот со подоцно откривање на себе си и можноста дека може да се оствариме себе си, затоа што едноставно и тука многу работи се губат. Буквално. Врски, има примери каде што семејства се распаѓаат, затоа што порано не сме знаеле дека можеме да се реализираме, сме немале храброст, трафот, како ќе не прифата, затоа што луѓето кажат ама не ми е битно како ме гледа, ама на сите ни е битно. Сите ние сме социјални суштества и велиш ако пробаш со хормонална терапија или ако пробаш со операција за промена на полот, за која исто ќе зборуваме, оваа врска што сега ја имаш ќе заврши. Да. Затоа што не можеш да им ја менуваш од сексуалната ориентација на луѓето, кој кого го привлекува. Не може ни мене некој да ме спречи, да ми рече веќе не може да те привлекуваат мажи, готово мене не ме привлекуваат. Мислам, тоа е тука тоа е А зошто не хормонска терапија? Зошто не условно одење до крај? Тоа е затоа што сечи пат е различен. Зависно од кој колку се чувствува удобно, неудобно со тоа што го има на себе. Ја мислам дека најверојатно немам потреба затоа што многу голем дел од времето и поминувам како маж. Не затоа што да ми кажам некому јас сум маж, ја кога отидам на улица мене ми викаат дечко. Имав една ситуација кога пробував во оние периоди да се носам како жена со деколте, со тисни панталони, со репче на глава, влегувам у продавница, мене продавачот ми вика дечко повели. Мислам баш и тука да, можеби понатаму во животот ќе го направам тоа, не размислам толку интензивно на таа тема, но сега за сега реално немам потреба. Освен, не знам, понатаму во животот ако ми се укаже можност да направам операција на горниот дел, за да се чувствам ја комотно кога искачам надвор, за да не чувствам ја анксиозност кога искачам надвор. Едино тоа, иначе за друго. Го споменуваш горниот дел Да. од телото. Од кога почна да носиш овакви стегачи и мидери за градите да не се гледаат? Откако ми кажа еден другар како се прави тоа. Има такви се вика, не знам дали има македонска терминологија, меѓутоа байндер е на англиски. Се нарачуваат тие онлайн, мислам дека се околу 5-60 евра. Ама пошто не сите имаме по 5-60 евра, алтернатива во Македонија е, се надам некога ќе му помогне на некој Што се прашува како? Да, како. Може со спортски градници, може со мидер, го сечеш како маичка и го наднуваш и помага. Можеби нема целосно да, меѓутоа пак и не е нездрав начин. Какво е тоа чувство? Мразиш да ти се гледаат градите? Да. Не сакаш да ти се Да. гледаат? Мразам буквално да ми се гледаат. Прво, затоа што јас се доживувам како карикатура, како нешто ми е вишок. Второ, затоа што кога доаѓа период кога е топло, ја кога искачам од дома и многу често наидувам на различни коментари и бидејќи тоа многу често се случувало и да не се случи, например денес како ќе искочам, мене ми се создава една тензија така, како очекување веќе дека може некој ќе пререче нешто, ќе каже нешто, ќе Сега практично, ако не го носиш тој појас, ти не се чувствуваш сигурен.
Дефинитивно, Така? да. Не сум јас тоа што сум. Не знам како да го објаснам другачи. За себе велиш дека поминуваш поточно сега си во фаза на социјална транзиција. Да. Како ќе ми го објасниш тоа? Социјална транзиција кога се аутираш, кога се навикнуваш на затоа што и јас се навикнувам на тоа што сум, значи јас со години живеам како како жена, како Елена, како сите ми се праќале во женски род и денес кога почнам да се аутирам на луѓето, тоа е откривањето на луѓето кои сум и што сум е социјална транзиција. Додека се навикнат луѓето околу мене, како обрекањето е исто дел од тоа, додека ги исто тука има многу толеранција околу тоа, што мене реално не ми е проблем никако се збуни или не. И поминувам на емотивна транзиција затоа што уште има моменти кога не целосно се прифаќам себе си. Како се прифаќам можеби некои 70-80%, меѓутоа тие 30% знаат да некогаш да ме поматат сметките. Што е со партнерот? Колку те поддржува во сето ова? Него не му пречи што ги криеш градите? Не. Пошто веројатно те доживува себе си како до себе да има жена? Ако единствено со некого отворено зборувам за сите ви работи, како се чувствувам и е со него. Со него. Затоа што има разбирање, затоа што е отворен за муаве, затоа што има широки видици. Што викам, тие компромиси ги правам и јас, меѓутоа ги прави и он и со многу муавет е најден тој заеднички јазик и нема никаков проблем. Ни со начинот на облекување, ни со тоа дека сум малекс, ни дека едината операција што ќе направам, дека ќе ја направам. И тоа е тоа. Нема никаков проблем од таа страна и баш ми е мило што ете партнерот е човек со кој што јас можам да зборувам. Велиш дека еден добар дел од твојот живот се менува во моментот кога почнуваш да работиш во ЛГБТ центарот. Да. Бидејќи веројатно прв пат во животот ти се случи да бидеш обкружен со луѓе слични на себе, кои се подготвени да си ја дадат сета поддршка едни на други, која што пак многу влијае на самодовербата. Да. Баш и тогаш, додека бев таму, напишав една колумна, како еден текст го објавија на страната и после тоа ми направија едно интервју за Радио Слободна Европа. Баш заради тој третман што го добивав таму, мислам, дека мојот родов идентитет почна да станува видлив и почитуван и дека можам да се изразам и да бидам свој, ми даде храброст, ми даде една отскочна даска да почнам јавно да зборувам за овие работи, затоа што сметам дека таа видливост, дека ние како луѓе постоиме и се соочуваме со некои предизвици, може лично не јас, меѓутоа ги слушам приказните на други луѓе со какви предизвици се соочуваат константно, да треба некој да прозбори на оваа тема. Да. Затоа што луѓе што почнуваат со хормонски терапии или било како, или има едно име на личната карта, полот му е заведен друг и кога иде по тие институции наидуваат на различни проблеми. Јас се сеќавам кога го менував името на цел глас ми го прочита старото име и како сакам да го сменам. Никој ништо не рече од позаде, меѓутоа она како чувството на можеби не знам кој како може да изреагира и тоа јавно откривање на тие работи, може мене не ми е проблем, меѓутоа има луѓе на кои што им е проблем. И можеби за мене ми е до некаде полесно, пошто јас сум од жена во маж. Меѓутоа се знае како е кога е обратно, е многу потешко. Затоа што се устовено до некаде патриархално општество и феминизираноста поне прифатено, дефинитивно. Имаш и момент кога бараш азил. Да. Во Белгија. На кој основ? Од како искочев јавно, почнав да примам закани. Какви закани? Дека ќе ме начекаат, ќе ми истепаат, ќе ми направат она, ќе ми направат ова. Отидов таму
Се вратив доброволно, се смирија. Чекај полека, стратите. прво да стигнеме до таму. Да. Кој ти се заканувал, знаеш воопшто? Лица што не ги знам. Буквално ми праќаа пораки на Facebook, што не ми се пријатели на Facebook и отворам и буквално закани дека Враќаш на таквите не, пораки? не. Но- Немам потреба да дискутирам. Но што, почна да се плашиш за сопствениот живот? Па не, дали некој можеби ќе ме уби овде, меѓутоа имав страв да се движам слободно по улиците. И барањето за азил беше на која основа, повторно ќе прашам? Дека стравувам дека животот ми е загрозен. Стравуваш и не за можам- сопствениот да. живот. Добро. Отидов таму, Одиш во Белгија, да. Поседов таму 3 месеци, во центарот за азил. Така. да, во камп. 3 месеци него ни напушташ центарот. Да, таму сум. Пред да биде големото интервју се одлучив да се вратам назад. Може претпоставив дека таа целата атмосфера се смири и решив дека не ми е гајле. Дали некој ќе ми пише и што ќе ми направи, едноставно Не издржа. па да ме прашаш сега зашто се вратив, стварно не знам. Додуша знам, тој период татко ми не беше добар и малку така се исплашив па дојдов. И баш ка страстите се смирија, престанав да примам и пораки и такви работи. И Се враќаш овде, но имаш нова ситуација во животот, а тоа е кога повторно имаш мешаница во главата околу идентитетот и околу тоа како луѓето околу тебе те ославуваат. да, затоа што се почнав да се враќам и не сум веќе опкружен со луѓето кои што едноставно мојот идентитет станува невидлив, затоа што живеам во окружување каде што нема шанси да ме викаат Алекс. Значи живеам со братовчет ми, со тетка ми, со баба ми. И Ти се обраќаат со Ели. Ели. И буквално почнува тоа само да исто и додека бев во Белгија во кампот, не се представив како транс затоа што стравував, затоа што тоа беа претежно луѓе од источните држави каде што за овие работи се знае дека немаат Па носеше ли појас за градите во Белгија? секогаш. Да. Да. И буквално ми падна и самодовербата и пак почнува се прашувам. Се врати на почеток. Се вратив на почеток. Да, се вратив на почеток. И не знам како повторно се вратив назад. Може ми требаше тој временски период, малку да не знам еве сега баш. И добро кога те ославуваат повторно со Ели, се лутиш, коментираш или молчеш? Не, ми беше срам. Ми беше срам да ги. Ја баш онака имам проблем, ја не ги поправам луѓето во семејството како да ми се браќаат, затоа што уште ми е многу срам, затоа што уште носам тоа го имам тоа чувство на одговорност дека можеби ги повредувам. Иако на пример татко ми вика нема гајле, ама јас се уште чувствувам таа одговорност која. Добро, значи може вечерва и да те гледаат, Да. да ја слушнат твојата приказна, која предпоставувам и ја знаат, меѓутоа ја кажуваш јавно. И утре ако те видат можат повторно ти речат Ели. Да. Тоа сигурно. И нема да искоментираш. Нема. Уште ми е срам да ме наречат татко ми поинаку ќе ми биде многу непријатно. Не знам зашто. Кога го менуваш името? Летово го сменив, ова лето. Тука е многу лесно да го смениш името во Македонија. Искрено ми е многу полесно од како го сменив, затоа што пред тоа кога ме видеа и кога ќе помислат, може ќе се збуна дали сум машко или женско, ќе кажам Мелена, малку ми е чудно. Ама сега ќе се представам Алекс, а Алекс е и малку по-неутрално име. Ни вамо, ни таму. Ни вамо, ни таму. Многу полесно ми е комуникацијата со луѓето, пред тоа ми беше проблем. Ем што ја не се доживувам така, ем што кај луѓето ги гледам реакциите какви се, а вака ми е многу по... Зошто Алекс?
Многу ги менував имињата, те ова ми се свиѓа, не може за ниедно да се врзам. Што значи тоа, се ги менуваш имињата секоја година? Не секоја година, меѓутоа не може да се одлучам. Не ги кажав јавно, меѓутоа бев Ти се вртеа во глава. Да, не можев да се одлучам, пошто има премногу убави имиња и нели сите сакам најубаво. И како падна одлуката за Алекс? Се сеќавам на приказна за мајка ми, дека она сакала брат ми да се вика Александар, ама нели порано со кумови како било. Што ќе каже кума, тоа е. Да. И меѓутоа мене не ми се свиѓа името Александар и ја одбрав кратката форма Алекс. И знаев дека за тоа ќе се врзам, затоа што е емотивно. И мене ќе ми значи, без разлика колку ми се свиѓа, колку не ми се свиѓа, затоа што вака ќе можам. Филип, после 2 недели, ама не е толку убаво. Ова баш еднакво емотивно и ми значи и се навикна веќе на. Сега во личната карта си Алекс Да. Ристевски или Ристевска? Ристовски. Ристовски, значи Да. со и на крајот. И пол женски. Да. И одиш да аплицираш за работа. Бараш работа, така? Во документите ти стои дека си лице од женски пол. Да. Но со што се соочуваш? Тоа баш онака ми е предизвик сега, дека тазе ми е сменето името. Имаше на едно место работев 4 дена, не останав повеќе. Не бев пријавен, не требаше да ме пријават. И таму, кога се представив дека сум Алекс, почна сите во машки род да ми се обраќаат. Јас за себе зборам, ниту еден, затоа што ми беше страв. Не страв дека некој ќе ме нападне, меѓутоа страфот една непозната ситуација, пред тоа немам функционирана во таква ситуација. И што ако откријат, што ако се дознае, сега луѓето ми прават, мислам, не знам. И Нели е полесно ако кажеш во старт? Па и на тоа размислував. Не знам онака како, најверојатно треба да пробам и најверојатно ќе го направам тоа кога ќе се вработам. Затоа што моментално не работам. Мислам дека така би ми било најлесно, дефинитивно. За себе зависи, зависи. Знаеш, уште имам таа дилема во главата. Затоа што не морам на сите се отворив овде зборувајќи на темава, меѓутоа знаеш како веќе изморува тоа на секого да му се објаснувам јас што е тоа, како е тоа, зашто е тоа. Значи идам да работам и да ги заработам парите, да си ги платам сметките, киријата и тие работи. Може доволно да знаем газата, меѓутоа сите останати не знам дали морам тоа да го правам. Уште ми е нова ситуација, не знам, вака гласно размислувам. Но за себе велиш дека не си се обраќаш во ниту еден род, ниту во машки, ниту во женски. Сега скоро почнав. Но тоа е процес на навика, зависи колку се чувствувам ја сигурен во одредена ситуација. Имам ситуации каде што не се осеќам доволно сигурно и избегнувам. Има ситуации каде што пак е тој процес на транзиција, не знам, на себе прифаќање, на опипување на терен наоколу, затоа што не у секоја ситуација мене ми е безбедно и сигурно. Посетуваш психодрама, која велиш дека многу ти помага. Да, со години. Ми помага да прифатам себе си, да увидам како одредени ситуации ми влијаат денеска и како да не дозволувам повеќе да ми влијаат така. Баш нешто што имам забележано е дека заради целиот тој третман што го добивам низ животот, се поретко излегувам од дома, избегнувам, зависи и дефинитивно има Не сакаш многу да си меѓу луѓе? Не. Не. Баш ова е малку поемотивно. Имала моменти кога си имам чувствувано буквално дека
нешто до толку не е во ред со мене дека можеби јас треба да умрам. Значи таа една депресија имам, дека ова е грешка и дека јас треба да и баш нели тоа се потврдува со оние коментари кои што ги добиваш. ги добивам, да. Меѓутоа сега го имам тоа надмината. Баш и последното интервју што го дадав за кафе пауза имаше еден куп коментари, мене веќе ми се смешни тие коментари. Зашто едноставно не одлучиш да не ги читаш? Ме интересира, не ме погодува веќе, меѓутоа ме погодувало порано. Те интересира до каде може да оди човечката пакост, злоба? Да. Или не тоа, или како се одвиваат работите тука во оваа држава. Знаеш како пак едно пратење на ситуацијата. И тоа не се коментари човек да ги земе при срце како фрли се од тераса, мислам, кој е тој аргумент? Знаеш, онака има аргумент, не мора никој да се сложи со мене, ама има аргумент, направи достоен муабет. Меѓутоа ние тролови што ги викаме на интернет, ја не ги ставам веќе при срце. Што ќе постоеле и ќе постојат, дали за ова, дали за она, дали за трето, така да. Алекс, како е да се живее со тоа чувство на нееднаквост во оваа мала Македонија? Неубаво. Неубаво и не знам, го создава она, барам ке мене, сега не можам да зборувам за сите, секој си е приказно за себе, чувство на неадекватност, на неприпаѓање. Константно го носам тоа. Седевме на Великден, беше фамилиарно собрани, никој ништо не искоментира, меѓутоа ми се случувало кога идеме по слави, коментари зашто си вака, зашто си така, не се случи ништо, меѓутоа тоа чувство внатре, една вознемиреност голема, значи не можам да ја опишам. Зашто постојано пребуваат. Веќе не толку, најверојатно кренале раца, меѓутоа постојано. Се сеќавам на Слава ме однеса, не знаев дека е Слава, меѓутоа ајде баба ми кидаме, на гости отидовме и мој роднина се збуни и после кога свати дека сум јас и тука пред сите гости на Славата, на цел глас, облечи се како женско, види како мушко личи, што е ова, како многу непријатно. Зошто? Мислам, зошто да ти го кажува тоа, на тоа ми е коментарот. Облечи се како женско. Не знам, ваѓа луѓето сакаат, имаат онаа потреба. Не викам дека тоа било од лоша намера, меѓутоа многу често не размислуваме какви последици оставаме, макар и со добра намера кога ги правиме некои работи, не размислуваме за можните последици. Кој што може да... Каде сакаш да се видиш себе си? Многу брзо. Општо? Да. Знаеш, на 21 година, кога се само откриваш, кога му кажуваш на татко ти како се чувствуваш, првата работа што ти ја кажале, бегај од овде, никогаш нема да те разберат. Ете, проба се врати. Дали може би се гледаш надвор од овде? Не размислувам многу на таа тема. Едино што размислувам сега, фокусот ми е прво ми е да најдам работа, второ ми е... Прво ти е да најдеш работа и да кажеш таму каде што ќе се вработиш. Да. Како се чувствуваш и кој си, да, за да ти биде полесно. И Втора работа? Втора работа, да доучам тоа што го учам веб страни правење и тоа да ми биде правец во животот. И понатаму да се реализирам со таа операција што сакам да ја направам и да си го живеам животот како што... Во Македонија? Не знам како ќе се патот. Немам план, онака немам. Не ми е фокусот толку далеку. Него тука гледам ова да го средам најважното, екзистенцијалниот дел. Идеалната слика која би била? Идеалната? Да имам операција направена горе и луѓето да ми го почитуваат идентитетот. Да ти се обраќаат со Алекс? Да, и во машки род. Да. И да не се срамам од себе си. Се срамиш од себе си? Понекогаш да. Некогаш се чувствувам многу добро, некогаш подклекнувам на тоа. Не знам ни дали е срам, едноставно, знаеш како кога ќе ми текне со какви работи се соочувам, со какви предизвици постојат понатаму во животот. И не е така лесно, знаеш, онака како не може би срам од себе си, него како
ме уморува тоа секојдневно објаснување, не секојдневно објаснување. На кого мора да му објаснуваш ти? Да те прашам. Уопшто. На кого чувствуваш потреба да му објасниш? Како се чувствуваш ти? На многу луѓе. На многу луѓе? Да. Мада сега почнав да ги скртам вака од животот. Некако не ти правам муавет, меѓутоа почнав да се далечувам. Да ги бираш кој заслужува, кој не заслужува да, место во твојот живот. Баш кога живеев тој период со братучет ми, он е против тие работи и он често почнуваше дебати на што е природно и што не е природно. Така да бев приморан тогаш да ги дискутирам тие работи. Да. Сега како почнав да ги избегнам тие работи, не се обкружувам со такви луѓе, затоа што ја одбрав дека не морам. Ама некогаш е неизбежно и некогаш е... не знам. Или, например, кога ќе искочам со другарка ми и тоа низиното друштво, мене никој не ми се обраќа умашкиот од нив. Никој не ти се обраќа? Да. И некад почнуваат исто така дебати и реков дека доколку продолжи така, веќе не искачам во такви кругови каде што мене... Добро, ако ти се обрати некој со Елена, што е страшно да го поправиш? Изморува веќе. Тоа те умара веќе. Да, не еднашка, не 2 пати, не 10 пати. Постојано некога гледаш дека човек не сака да се потруди, зашто јас да... Зашто било кој, така, ако некој не почитува врз било која основа, зашто ние да... упорно да се изложуваме на нешто што не ни носи нешто добро во животот. Трансродовите луѓе во Македонија не се некоја категорија која што е многу изложена, да речам, во јавност, за да ние знаеме многу за нивните искуства во Македонија. Освен што знаеме дека сите се изложени на булинг и дека нели го има тоа чувство на нееднаквост во општеството, ние можеме да гледаме само по американски филмови како трансродовите луѓе нели доживуваат и преживуваат транзиција од еден пол во друг. Имаш ли нешто да им порачаш на луѓето кои што имаат вакви чувства како твоите, а се некаде на почеток во самоспознавањето? Најпрво е битно, барем за мене беше битно, што работев на тоа да се прифатам себе си, што е можно повеќе да се обкружат со луѓе кои што ги прифаќаат, макар да се една-две особи каде што ќе може да се реализираат себе си, ја барем така познав. И тоа постепено ќе расте таа поддршка, ќе научат како и оние да се поддржуваат себе си, да се сакаат себе си, што е најважно на свет. И тогаш ќе им стане најверојатно многу понебитно што мислат другите за нив и што имаат да кажат. Тогаш ќе имаат сила да се одбранат. Зашто многу за мене е важно тоа дека имам грб некаков. Така да не знам, нека ги искористат сите алатки, механизми што може да им помогне во тоа да се прифатат себе си. И да научат да се сакаат себе си, затоа што тоа е најбитно. Особено во вашите приказни. Да. Алекс, ти благодарам што вечерва ја подели својата приказна и своето искуство со македонската јавност. Се надевам дека ќе се видиме и ќе се слушаме и за уште поубави работи кои се надевам дека ќе ти се случат во животот. А и секако тука сме ако има и помалку убави работи да ги слушнеме. Фала на поканата. Ти благодарам уште еднаш. Вам почитувани ви благодарам за вниманието и се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш довидување.